Неколку стотици илјади луѓе се собраа во неделата во Истанбул за да го пречекаат лидерот на најголемата опозицијска Републиканска народна партија Кемал Киличдароглу. Тој со неколку стотици приврзаници тргна во марш за правда од Анкара до Истанбул против диктатурата во земјата. Ние ќе го урнеме зидот на стравот, изјави Киличдароглу по 25-дневното пешачење кое почна на 15 јуни, наведувајќи дека последниот ден на маршот представува нов почеток. 68 годишниот Киличдароглу тргна на маршот во должина од околу 450 километри во знак на протест поради апсењето на пратеникот на Републиканската партија Енис Бербероглу, кој е осуден на 25 години затвор поради одавање државни тајни. Тој наводно на весникот Џумхуриет во 2015 година му дал информација дека турските разузнавачки служби тајно им доставувале оружје на бунтовниците во Сирија. Обраќајќи им се на насобраните, според некои проценки ги имало околу 1,5 милиона, Киличдароглу изјави: Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir. Herkes bunu çok iyi bilmeli. Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir. Yaşadığımız döneme benzeyen 1940'ların Almanya'sından örnek vermek isterim. Киличдароглу додаде дека минатогодишниот обид за воен удар во Турција било само повод за турската влада да изврши државен удар со прогласување вонредна состојба во земјата. Се проценува дека над 40.000 луѓе се ставени во затвор поради наводна нивна вмешаност во пучот. Протестниот марш на Киличдароглу во почетокот немаше голема поддршка, но како минуваат деновите, на него почна да му се приклучуваат се повеќе луѓе. Маршот прерасна во најголем протест откако пред една година турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган прогласи вонредна состојба. Последните големи протести против Ердоган опозицијата ги одржа во мај и јуни 2013 година. Приврзаниците на опозицијата маршот го споредија со оној на Махатма Ганди во 1930 година против британската власт во Индија.